Наде Молеровиќ, просветен работник, поранешен директор во основно училиште овде во Скопје, дама која што ги познава навистина приликите кога во прашање образованието и која што секогаш отворено говори за сите проблеми. Не од аспект само да се критикува, туку како конструктивна критика во смисла за подобро на децата и подобро на државата. Добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов. Оно што беше застрашувачко, прво разговаравме, памтите ли учебна година да започнала без книги? Тендер, не знам, не бил. Јас да ви кажам, знаете што, од една страна имав еднашка став дека може би е многу подобро како што им се дава автономија на учениците, на наставниците сега со новава концепција, нели? Нагласена е многу повеќе слободата, автономијата. Наставникот да биде тој самиот кој што ќе креира материјали. Ако тоа му е дадено дословно од јуни месец и да им се каже дека драги колеги, наставници, училиште, организирајте се, подгответе си материјали кои што вас ќе ви бидат соодветни и корисни како на вас, особено највеќе на децата. Ако така се остави, јас мислам дека ќе имаме многу поподготвена учебна година. Доколку вака се очекува, не идуваме на, нели, претпоставам моите колеги не идуваат на разочарување, бидејќи знаете да очекувате поддршка, да очекувате крилја, да очекувате некој кој што ќе застане зад вас да ви помогне за да успешно поминете една нова концепција, нови програми, па макар и стари да сте, сепак треба некаква поддршка. Кога ја имате несигурност, а што е најважно, нашата работа се планира. Наставничката работа бара планирање. Значи, во времето на летните распусти, секој наставник мора да си знае, и ние затоа сите сме си знаеле што јас ќе предавам од септември месец. И врз основа на тоа што јас ќе предавам, кои се моите часови, ние така сме имале да се предава. Јас уште во јуни знам, во септември каде ќе предавам, кои се моите часови, граѓанско историја и така натаму. Јас се подготвувам и правам планирање врз основна на курикулумот, нели, на наставната содржина, тоа што јас треба да го реализирам. Во таквото планирање, секако дека како подкрепа мене ми користи учебникот. Учебникот не треба да биде, учебникот е едно корисно помагало. Јас гледам дека низ сите овие нешта се провлекува дека може и без учебник, не мора да се реализира учебникот. Знаете, мора да имате нешто што прво ќе знаат наставниците што е тоа зашто ќе го подкрепат своето предавање, што е тоа што децата ќе треба да го конзумираат од учебникот и што е уште многу поважно, ние ги немаме се уште за жал, каде се родителите, како родителите треба да го користат учебникот, затоа што сметам дека во тој процес сме сите ние вклучени, така да ние ги немаме сега тие напатствија и знаете тоа е едно навистина. Прво не се знае нели што, како, каде се очекува, па можеби очекува наставниците да имаат обуки. Обуките мислам дека сега некаде на крајот на август се направени. Знаете, тие обуки траат по 2-3 дена, дали траат и толку. Не се тоа доволен период каде што вие на наставникот ќе му дадете една сигурност дека еве или поддршка, помош, начин како тоа се треба да изгледа. И таквото една несигурност, знаете, не ви дава насмевка кога ќе одите на првите училишни часови, за вас е тоа стрес. Не е стрес само за наставникот е највеќе стрес, бидејќи од него се очекува многу. Па сите прашања одат од наставникот, сите прашања одат до класниот раководител, сите прашања одат до одделенскиот раководител. Така и треба класниот да каже на родителите, не се е тој еден круг кој што тој се кажува, вие сте се запишале на целодневна, карикирам и сега ќе ви кажете храна ќе си носите овие денови, не успеал тендерот. Книги немаме уште, не успеал тендерот, па да видиме што како, па кога ќе прашаш ги фаќа нервоза, ви хистеришаат на телефон. Не знаете зашто тоа го Мишко, тие сметаат дека ваквите прашања, и затоа зборам, ние кога зборуваме, претпоставам јас поаѓам од тоа дека кога се зборува за една сфера во која што луѓето имаат искуство, нели, би требало сите сигнали, сите разговори да се сватат во најдобра намер, со најдобра порака, дека сакаме да се помогне. Тоа ми е идејата. Јас што се сеќавам во мое време, на 10-15 дена пред 1 септември, ние одевме, купувавме книги. И со радост. Јас го сакав тој мирис и со радост. Сега направија книги, пошто донесува неколку реформи, прво почнаа со Кембридж, па сега донесува јака реформава, не знам како да ја кажам. Многу брзо гледате тоа. Многу брзо. Ете ги последиците.
Последиците се доправа ќе ги гледаме ќе ги ние гледаме. последиците. За жал. Последиците Децата ќе ги доправа ќе ги чувствуваат гледаме. сите. Например, не се сеќавам, јас знам дека свидетелства се давале на кога ќе заврши учебната година, евентуално недела две по крајот на учебната година. И тоа било свечен чин на оние што биле Така е. скрос одлични, им Така давале е. подарок, книги ги пофалувале, доаѓале. Така Вие е. имате сега на 1 септември ви даваат свидетелство поволу што се случува со македонското образование. Не знам да ви кажам, Мишко, јас верувајте навистина толку многу сум ја сакала и се уште ја сакам таа професија. Многу ми е жал како гледам дека бледе, знаете, имиджот, достоинството, не само на наставниците. Ние ги понижуваме децата, се понижуваме сите како општество, затоа што сме неподготвени да ги подготвиме за живот нашите деца. Значи, децата велиме дека треба да одат со радост, па и радост беше и одењето, земањето на свидетелство. Тоа е радост. Знаете, па нели свидетелства да сме ги носеле кај баби, дедовци, да донесат, па ќе стават некоја паричка. Па така, Тоа било еден момент. на зимски распуст носевме за Тоа било паричка. радост, тоа било радост. Знаете, сега се изгуби радоста, се изгуби како да го немате оној ефектот на, значи тоа е одолжен, не само што е одолжен, него со самото тоа веќе се доаѓа, па не е ни толку битно, па ни и ова. Па не е, значи, знаете, пристапот дека не е ништо битно, дека ништо не е важно, дека се може така и се може овака, и после ние треба да едуцираме и да покажуваме на децата како. Не, ние им покажуваме на децата дека ние не сме подготвени да им дадеме ниту учебници, ниту да ги подготвиме нивните настанци, да ги пуштиме релаксирано и да ги пуштиме на вистина да си ја работат онака како што знаат и како умеат и да се црпи од нив што е тоа што тие самите ќе ви кажат што е сега, што е тоа, што не е како што треба. А има поприлично баги, што не е како што треба. Знаете, Прво избрзаве во све. Многу е избрзано. Реформа не се така прави без целокупен политички консензус, кога веќе тргнувате и без пилотирање 1-2 години, за да знаете каде Така сте и што правите. Ние очигледно направивме таква карма каша што занемаруваме еден мал милион проблеми за кои што сакам да продискутираме не само ова со тиктокот и булингот и еден куп работи кои што се случуваат, па и самите проблеми. Да. Можно ли е да се сите скрос одлични? Тоа сме го зборувале многу пати. Знаете, Па мислам дека сум фатил од Југославија, но фатив и од Македонија. Немаше кај нас, не беа сите скрос одлични. Точно така. Еден двајца ќе Ама се не е издвојува. нормално да биде, знаете, некој ќе биде во нешто добар, некој ќе биде за уметности, некој ќе биде за општествени, некој ќе биде нели за јазичните. Некој за физичко, некој за музичко. Апсолутно, Да. значи апсолутно. Ние ги третираме децата како да се знаете, сите се исти, еднакви принт, не се еднакви. Сега велиме дека ќе им дадеме индивидуален пристап. Немаме услови за такво нешто. Меѓутоа имаме програма која што се уште ги третира сите еднакво. Притисокот кој што сме зборувале многу често, кој што самиот систем на уписи во средно образование го наметна. Знаете, наставниците, јас ќе ви кажам како размислувавме ние како наставници во основно. Ако имал 4 физика или имал 3, не знам било што како, ние самите велиме, ајде му помогнеме за да се запише, затоа што со текот на уписот во средно образование децата зреат, нели, и се пронаоѓаат себе си, можеби ќе му помогне заради една несрекна 3, 4, детето ќе нема да може да се Ние сме оделе од тој аспект. Меѓутоа и тоа не е добар пристап, затоа што знаете не го вреднувате по оној кој што вистински се вложил во Ама и не се сите за не мора сите да одат на факултет, не мора сите не да мора, одат на ама постдипломски. еве немаме ништо ние, нели гледате дека немаме работна сила, немаме луѓе. Тие што ги имаме отидоа, јас навистина жалам што тоа е така. Не знам што ни треба, уште колку параметри од општественото живење, од образование, секаде каде што сме, што ни треба доволно да видиме дека навистина не ни функционира. Кога ќе решиме ние да нешто менуваме? Мислам, дали е тежок е начинот на промена, затоа што мора прво да ја промениме свеста, дека ние сите треба да се промениме, ако сакаме вистински нешто да направиме за нас, за децата, за генерации, зашто ние сме сега, меѓутоа утре ќе дојдат другите, што ние нив им оставивме? Еден хаос. Еден хаос. А значи, еве следам сега, нели имаше вчера едни интересни податоци за според најсиромашните земји од Европа и така натаму. Па гледате, како били во Словенија, ако добро разбрав, 25 пати има поголем бруто производ него во Македонија, така ли е? Па еве ние Словенија.
Еве ние Словенија, ние од едно време од Словенија ги црпевме идеите за реформите во образование, па се покажа дека некои и кај нив не се добри, па ако видиме дека кај нив не е добро, треба овдека да видиме што да промениме. Што е важно? Да сакаме да чуеме што е тоа што ни недостасува. Да сакаме да прифатиме да некој рече конечно, дечки, ова на вистина не ни функционира. Дајте да бараме сите како да се ставиме во еден колосек каде што секој на секого ќе му помага. Зашто ние не сме општество на индивидуалци, ние сме, ама секој сам не може с ништо да направи. Ние сите заедно можеме да направиме. А тоа ви го кажав дека е многу едноставно. Повикајте ги луѓето кои што сакаат, кои што знаат и кои што умеат. Повикајте ги наставниците кои што еве се даваат и навистина се трудат. Гледам тоа што е платформата. Навистина единствено место каде што наставниците си споделуваат, сами на себе сакаат да си помогнат. Има некои добри примери и практики каде што ако сакаш можеш да ги земеш. Прашањето е колку ние сакаме да погледаме дали сме исправни. Дали сме направиле успешно и да не боли фактот дека навистина не ни успева. Не можеме ние за 2 години да правиме таква голема реформа, каде што, еве јас читав историја и општество, например ќе зборувам за тоа. Па дали знаете, Мишко, дека има 3 теми таму за историја, кои што немаат врска со се извинувам, не сакам никога, значи јас сечи труд почитувам и тој што го направил тоа вложил и време и знаете значи ако знаеле подобро ќе направиле подобро. Јас секогаш викам, сите прават толку колку што знаат најдобро. Добро, што пишува? И значи знаете како имате таму една каде што вика дека децата ако има во наставната програма, да речеме 3 содржини. За кое оделение? 5 оделение. Затоа што тоа е според новата концепција. Добро. Сега знаете, таму имате 3 наставни содржини, поединецот и социализација, па има таму за континенти нешто и на крајот имате праисторија и историја. Мислам под еден таков редослед чуден, не е битно. Значи имате наредено ги броев 35 компетенции што едно дете треба да ги има за часот од 72 часа. А историја имате само, да речеме, историја и праисторија само 25, па не можете вие тоа да го постигнете, да работите 2 години. Сакам да прашам, тоа што некој ги поставил како барања и очекувања од децата, а највеќе очекувања од наставниците, како тие тоа ќе успеат да го направат? Тоа е многу хаотично, многу е застрашувачки. Прво, кога ќе го отворите да го прочитате, знаете како, јас предпоставам сите документи што се прават, тоа е во една прилика истото го имам кажано, ако се наменети за образование, за наставници, тоа треба да иде наменето, да може да го прочита и разбере наставник и почетник. Кога јас со толку години искуство, например, ми е тешко да се снајдам прво во тие бројки на компетенции, на стандарди, на резултати, на не знам што, и имате толку многу очекувања што све треба еден наставник да постигне, а дадени се идеи како тоа да го направиш. Во смисол, направи ваква работилница, направи тоа, изиграј ова, изиграј. Значи, како да ви кажам, конфузно е, премногу е. Вика, например, вака, во еден дел, тоа го запамтив, вели, учениците нека истражуваат на интернет. Значи, истражувај на интернет. Каже му каде да истражува на интернет. Не може тој да седне или на наставникот дај му линк каде да истражува на интернет. Да ги открие кои континенти се најнаселени, кои се помалку населени, морталитети, наталитети, миграции, не знам што за дете од 5 оделение. Значи, таква терминологија кој што прво треба на наставниците да им се одржи една континуирана обука, не од 2 дена, од 3 дена. Туку да се држат обука прво за поимите. Децата не може да ги разберат поим. Тој нема да ви разбере поим идентитет. Што е општествен, национален, етнички, национален идентитет. Дете од 5 оделение тоа нема да ви го научи. Како ќе му го доловите вие тоа? Значи, знаете, како вие тоа го терате да размислува сега за идентитети, за националности, за не знам што. Зошто детето да го оптеретуваме со такви разграничувања или не знам различности? Да, треба да се прочитаме. Зошто тоа толку многу мора да биде комплицирано? И е комплицирано, не може ниту дете да ви отвори да ви прочита. Еве да сакам, например, јас сум родител и моето дете доди во 5 оделение и сега немам учебник, нели, или имам материјали кои што се присобрани, селектирани. И сега јас, например, сакам на моето дете да му помогнам за општество и за историја, например. И сега ако отворам јас на оние
електронски материјали кои што ги има на интернет, нели, прво да ја видам програмата, наставните програми до кои треба да се држам, што е моето дете што треба да научи. Јас ќе бидам тотално збунета, нема да знам што треба моето дете да научи. И уште што е пострашно, нема да знам како јас да му помогнам, да му го објаснам тоа. Тоа е клучниот момент. Тука е светилката. Како? Како на детето ќе му кажеш ти за идентитет? Дај му, научи го наставникот како тоа да го направи. Ме разбирате? И мислам дека тоа е премногу комплицирано, терминологијата е премногу комплицирана, наместо тоа да биде едноставно во 5-6 реченици. Треба во 5 одделение, да знаеш историски периоди, првото писмо, првите држави, континентите на светот, точка, и кај е Македонија. Не му барај повеќе во 5 одделение. Ме разбирате? Самото отварање го отворете го, Мишко. Јас баш би сакала да отворите. Јас не сум го отворил, но да знаев сакам да го отворам, бидејќи многу ме интересираше. Ето отворете го, јас имам на телефонот сега. Бидејќи многу гласно се говореше за таа значи, реформа. отворете дека тоа е толку нејасно и тоа е толку многу очекувања. Не може и да сака наставникот да е топ спремен, нема да успее сето тоа што се очекува да се спроведе, затоа што тој ги нема насоките, тој го нема поучувањето, тој го нема, знаете, го нема оној сенс што е тоа што треба на децата, како на децата тој тоа ќе го направи. Така ли лесно се менува критичкото мислење? Само со напишани зборови? Критичкото мислење се учи со прашања. Кога ти лекцијата ќе ја почнеш само со прашања. Немаш ти раскажувања или ајде сега дај види кој е што ќе му е на дете од 5 одделение да знае кој е површината на, значи замислете и таму има во таа концепција, така стои во учебникот, односно во програмата за 5 одделение на историја и општество стои во делот кај што ќе учат за континенти, не знам зошто тоа се учи, и откривање географски откритија во 5 одделение, па потоа имате. Мене ми е тоа многу нелогично. Сепак има една хронологија за на детето вие да му дајете една временска рамка да знае тој да го лоцира кај сме сега. Мислам дека ние кај нас беше 7-8 одделение прв пат на карта кога не вадеа и тоа за Македонија. Но говорам веќе во средно дојде Европа и наоѓањето на карта. Ова за во 5 одделение не, окей, детето треба да знае каде е светот. Не спорно е ме тоа. разбирате? Меѓутоа, да му барате информации, а велите дека промовирате концепција со која што се развива критичко мислење, во кое што имате само барања, а немате прашања, со што тоа би се поттикнало за да се размисли и вие му барате на детето преку интернет да најде и да види кој е континент најголем, кој е најмал, кој има највеше население, кој нема население, кој има миграција, каде има најмал морталитет, каде има највеќе наталитет и детето треба да резонира и да разговара и да дискутира за тоа. И уште едно морам да кажам интересен факт кој што го забележав, значи јас пак се извинувам на сите оние кои што тоа го пишувале, го креирале, немам намера да ја омаловажам нивната работа, меѓутоа сакам да ги прашам да се замислат. Има една активност која што се бара на детето, значи што се очекува во делот на човекови права, каде што се учи, тоа е окей, треба да се учи. Меѓутоа, вие да му посочите на детето да истражи кој бил Мартин Лутер Кинг, да ги следи неговите говори и самиот да донесе заклучок и реши ова да го тоа. 5 одделение. Тоа го има во програмата. Значи сакам да ви кажам толку многу како имам печаток дека знаете како дека сакаме толку многу нешта се да ставиме тука, а уствари од сето толку многу нема она битно, помалку битно, небитно, најбитно. Нема. Тој што е правил реформата, тие што е правиле реформата, веројатно и оние кои што се сега, може би треба да кажат и на Светска банка и на УНИЦЕФ без разлика кои се, и кои даваат пари, од кои наши ве земаат пари, и треба да кажат да, во рете реформа, меѓутоа треба да направиме пилот програма, треба да ја видиме таа програма, треба да ја адаптираме, а не вие да ме лажете на Шведска, Финска, затоа што секој поднебие е различно. Бидејќи самиот тој швегенец и финец вели, јас се чудам на вас, бидејќи ние доаѓавме од вас, го земавме базата од тој југословенскиот образовен систем, вие доаѓате сега од нас го барате. Ние се тргнавме од сето тоа за да угодиме на некој, меѓутоа на крајот се сведува на пари. И знаете, мене поприлично ми засмета кога од УНИЦЕФ дојдоа и кога ни лупнаа на маса, не смеете да го продолжувате зимскиот распуст. И тоа некако ви делува поприлично подценувачки од аспект. Знаете, сега јас како држава јас носам одлука, вие можете да сугерирате, меѓутоа да ми кажете
не смеете да го продолжите зимскиот распуст, или го продолжува минатата година заради ковид, кога беше продолжи за недела-две. И тоа е поприлично, ама кога, како се вели тоа, кога ќе дадеш нешто под кирија и потоа кога друг е собственик, тоа така излегува и сега ќе се чудиме. И прашање кој ги прави книга, бидејќи ние сме склони на публикување на книги заради разни политички ситуации, овој рекол тој, не знам, овој напишал тоа, не знам книгава што како била, не знам, овие права биле повредени, не знам, маргинализирани лица. Немаме континуитети ние, немаме континуитети. И доаѓаме до една ваква ситуација, до каква што доаѓаме сега ситуација, и сега ќе се чудиме. И сега сега и родителите ќе создаваат нервоза. Дома децата ќе создаваат нервоза. Сега вие едно дете од пето одделение треба да му објасните што е морталитет. Тоа дете од пето одделение во наше време четврто. Само по имите, Мишко, ви треба една недела. Денешното пето е наше четврто, моје четврто. Така е, тоа се 10 годишни деца. Ме разбирате? Наместо тоа вие преку игра преку игра, дајте му игра визуелно да гледа она што тоа денеска. Кога веќе спомнавме за секоја честина колегите кои што навистина дале придонес за оваа концепција. Јас на пример би им сугерирала, мислам не е тоа дека јас нешто сум многу паметна, меѓутоа ево од искуство, секогаш треба да се ја вреднуваш својата работа. Јас секогаш сум ја вреднувала својата работа и како наставник пред децата, и како одделенски раководител на родителите, и како директор пред моите наставници. Што сакам да кажам? Ако сме заинтересирани, имаме веќе една година поминато, нели, од воведувањето на концепцијата, значи можеби летово ќе беше многу убаво, не знам, јас се извинувам ако немам информација, ако летово се спроведоа некакви активности да се побара какво е искуството од ова досега што се случувало. Да, тие поставиле прашања што сметаат од концепцијата. Значи, книги немаат. Тендерот не бил распишан. Мислам, кај нас све се гледа низ една друга призма. Книги не требаат книги само на наставникот, книги требаат за деца. Па чека, ние се снајдовме ќе видиме од Светска банка. Не сериозно. Дали е едно што е несериозно. Второ, говорам за свидетелствата, за храната. Стварно ли ме мислиш дека мене треба да ме интересира на 1 септември зашто ти паднал тендерот за храна? Така, апсолутно причините на никога не му се битни, требало работата да се заврши. Зошто не се завршила? Колку е целодневно, чини толку целодневно. Стварно мислиш дека на 1 септември јас треба да се замарам зашто ти не си го распишал тендерот? Не подготвени сме, така е. Да. Знаете што, Мишко, јас мислам дека ние уште секој кога оди во училиште, родител кога носи дете во училиште, прво училиштето е должно на родителот да му каже што тој очекува од него како родител, каде се треба да се вклучи и како треба тој да помогне на детето и на другите деца или да биде користен за училиштето. Значи тоа е првата работа. Потоа треба на децата да им објасни. Значи сега кога ќе дојдам јас на час и ако треба да предам историја и општество, значи јас треба на моите ученици на 10 годишна возраст да им ја објаснам, таков е редот, така е логиката, да им објаснам што тие ќе учат во пето одделение, да ги запознам. Нема јас да почнам наеднаш да предавам таму, значи нив им треба воведување. За секој предмет, оваа учебна година ќе учиме тоа, по предметот историја и општество ќе учиме за тоа. За да учиме тоа и тоа, вие треба да знаете и да запаметите тоа и тоа. За толку време ние тоа ќе го научиме и после ќе се оцениме. И како ќе се оцениме? Значи, целиот тој процес на учење, на подготовка како се влегува во процесот, треба да, знаете како, баш како да го водите низ тој фактички во слепа улица сме се, сите, нели? Да. Треба да не водат. Наставниците се сега во една слепа улица каде што им треба наведување. Ова сега ќе правиме, тоа сега. Тука е големината каде што се бара професионалност и знаење. Мислам дека ние си патиме од незнаење. Да, од незнаење и премногу политика. И не само тоа, него знаете, не сваќаме дека незнаењето е нормална работа да не знаеш и не можеш се да знаеш, ама ти што не знаеш има некој друг што знае. Па ќе го прашам тој другиот што знае. Сакам да кажам, е толку многу во државата што можеме да се прашаме, така ако не тука, ќе прашаме некој надвор по интернет, не е тука, нели, за тоа треба да ни служи. Да. Кој што како направил книгата провере на интернет. Па да, или побаре на интернет, ама каде да побаре, на која страница дојде, па наставникот треба да тепа глава, знаете тоа колку, тоа е работа, значи само некој што не знае како изгледа еден организацијски, едно планирање, едно организирање, едно реализирање на настава,
ќе го направи тоа што го направи. Проста тема, јас таков е мојот заклучок. Па таков е. Кога ќе Да. внесете системи или кога ќе внесете реформи во образование, едните се викаа Кембридж, мислам дека уште се исплаќаат, овие не знам како се викаат реформаторските, кои што беа поприлично дочекани на ношти и сега се гледа зашто биле на ношти, која била интенцијата. Меѓутоа, кога ќе лечите фрустрации во образование, образование и здравство се едни од темелите на една држава, тогаш ние го имаме овие резултати. Имавме една генерација промашени, чест на исклучоци, оние интелигенцијата секако ќе исклива на виделина и таа за жал не останува туку веднаш го наоѓа својот пат надвор. Оние други остануваат да ние не успеавме да се дават во оваа бара и не успеавме да направиме една тргнавме со тоа дуално образование. Јас сега можам да ви кажам, например, како функционирало во Штип. Имало неколку, бидејќи сум таму. Имало неколку основни училишта, имало средни, бидејќи Македонка текстилните гиганти беа во Штип и кожарските, и сега вие имате основни, имате средно една гимназија, имате едно средно медицинско, бидејќи тука е центарот на Источна Македонија, имате текстилно, каде што трета и четврта луѓето и односно децава одеа као на стажирање, кој моделирање, кој по конфекциите. Може ќе пројави интерес. Не одеа сите на факултет. Да. И тие што одеа на факултет, одеа затоа што имаат зацртана цел да работат тоа што го работат. А постдипломски, докторски веќе е научна сфера и никој не ни замислуваше. Ова сега настане на таква карма каша со се што се случува. Да. Но тоа е една друга тема. Малку за воспитувањето. Како родителите ги воспитуваат децата? Видете сега, вие прочитате како беше тоа, прочитате на интернет. Сега имате TikTok, она што го видовме вчера, не знам дали го видовте, да, е поприлично загрижувачко. Да. И е поприлично загрижувачко. Дури го познавам детето, да ви кажам. Да? Да. И е поприлично загрижувачко, јас не знам дали родителите знаат. TikTok е мрежа каде што нели деца си прават предизвик, деца прават предизвик, ќе легнат на пат, кој ќе издржи најмногу до прво не знам дали родителите знаат за тоа, дали децата се свесни. Каде ние погрешиме со децави. Претходно имаше со една видео игра каде што одеа ако ви текнува па беа и Да. Знаете што, мислам дека за воспитание во образование веќе не можеме да зборуваме, затоа што од сите овие можни притисоци, реформи, во смисло да се постигне не знам што, вака, така, ние го испуштивме најважното. А всушност основата на децата во соработка со родителите се прави пред да оди на училиште, кога ќе појде на училиште. Наместо ние за децата од пето одделение, од прво до пето одделение сега, фокусот да ни биде на личниот развој, на емоционалната интелигенција, во смисол на запознавање меѓу себе како различни другарчиња со различни карактери, како комуницираат меѓу себе, дека треба да молчат кога еден зборува, дека треба да се сослушуваат. Тие елементарните вештини за нормално, за среќно комуницирање, за релаксирано, за нестресно, се учи таму. Значи, ако имате вие наставници кои што и покрај тоа спроведуваат некој таков тип на воспитание, што не знам колку ќе бидат мотивирани покрај сите овие нешта што од нив се очекува, така многу малку им се дава или воопшто не им се дава и не знам што да ви кажам. Меѓутоа, дека воспитанието не избега од контрола, не избега, дека технологијата ни ги зема децата, дека ние не можеме да ги контролираме. Може би можеме, ама дали знаеме и дали сакаме да го направиме сето тоа. Сето е тоа еден голем, знаете како впуштени децата ги пуштат најчесто да се забавуваат и да се смират, ако плачат им пуштаат телефон или телевизија. Тоа е едно од средствите за земи телефонот да испијам кафе на рај. Да, и знаете, тоа е таква една голема реалност што прво треба родителот да се едуцира. Добро, дали родителот е свесен за ова, например, за тие TikTok? Јас не верувам дека, знаете што, TikTokот како платформа, нели, они велат дека не може деца од под 13 години да се регистрираат. Ама нашиве деца, пошто се многу пописмени, они може да направат било што за да влезат. Значи, ако со секој обид, ако детето разговара, ако прво детето има разговор дома со родителот, ако родителот му е приоритет детето, наместо гледањето цело време на кафе и читањето телефони и така натаму, ако малку се посвети внимание на детето, да се види каде тоа
го поминува времето, на кои апликации го поминува времето. Па да го праша, ајде видам со кого ти другар, ајде видам на тој, да го видам тој TikTok. Може би тој толку многу дигитално не е писмен. Затоа што сите сме нели различни, некои можеби не работат на телефоните. Ако родителот покаже интерес и му рече чека да видам што има на тој TikTok, па ако тој самиот истражи малце на Google, пошто нели Google се знае и на македонски, ако не знае да чита некој на друг јазик, знае на македонски, ќе му каже што е Google, што е TikTok. Дали има опасност, па ќе го прашам TikTok на пример, колку е опасен TikTok за децата, зошто не се препорачува, што треба да направам како родител да го заштитам своето дете, како да превенирам да нема достапност од таму. Значи што ни кажува тоа, дека родителот треба да биде едуциран. Тој самиот мора прво себе да се едуцира, за да може да го едуцира и што е најважно да му покаже на своето дете како. Ако му вели на детето немој, не игре, не седја, додека се руча телефонот, нели сите нормално, не го почитуваме тоа време барем додека сме на маса. Вклучително и возрастните си. Зборувам за возрастните. Значи ние се можеме да кажеме немој така, немој вака, ама ако тоа со збор ќе кажеме, меѓутоа на дело мора да бидеме доследни она што го зборуваме, дека и ние така го практикуваме. На тој начин се стекнува нели авторитетот и довербата. Ако јас не верувам дека сите родители знаат што е тоа TikTok. Не знам колку од родителите се запознаени за сите опасности кои што ги демнат децата на интернет. Не знам колку од родителите умеат да препознаат однесување на дете кое што можеби потпаднало под некаков булинг, затоа што булингот на онлайн животот е многу поприсутен отколку во физичкиот престав во училиште, затоа што знаете, храброста е многу повидна кога никој не ве гледа, па можете да се дадете подушка. Или надвор од училишниот двор. И може и внатре субтилно, меѓутоа да не се кажува на наставникот, да не се... Не, меѓутоа ако се разговара, значи не се разговара, Мишко, што сакам да кажеме, ние не разговараме. Ние зборуваме само за да не слушнат, или слушаме само тоа што нас не се допаѓа. Затоа што ако слушнеме нешто што некој треба да ни каже, ние ќе го доживееме тоа како личен неуспех или ќе го сватиме како критика и не. Така и децата. Ако родителот го навистина следи, може да го следи. Затоа што на TikTok, јас видов, утро ми покаже на моја колешка, се сретнав случајно, вика дали познава што е нашата... Јас знам, тоа е една така повлечена ученичка, која што навистина учениците ја често пати знаеа да ја задеваат и со некои имиња вака и така. И знаете, сега име можност они да покажат колку се они големи и важни. Ама не е тоа начинот на кој што се покажува големината, тоа е ризик. Многу е опасен начинот. Вие рековте го знам и детево, јас не знам дали апсолутно, значи со Бајлево дознав. Имам контакт, мислам можам со родителката точно на денеска да ја добиеме и тоа ми е план да разговарам по месенџер за да и соопштам дека јас тоа го видов, не знам колку на тоа го видела. Затоа што може они си шират, а може и родителите тоа него не знаат. Ме разбирате? Они него знаете сите кои како сега ќе кажам или нема да кажам, меѓутоа ние утре во Сабајле идење, значи на училиште идење, претпоставам дека и наставничката ќе превземе реакција, сигурна сум од тоа, знаејќи каква одговорна личност е, меѓутоа треба правилата, ние правилата прво си ги немаме поставени. Постојано говориме за ова. Постојано говориме за булингот. Никако да се направи, ние се замараме со ситно политички работи, намерно не сакајќи да се зафатиме со овој жежок костен, ако можеме така да кажем. Булингот е проблем кој што трае со години. Светски проблем е тоа. И тоа е светски проблем. Апсолутно е светски проблем. Вие немате во училиштата психолог, немате социолог, немате... Нема, и ние имавме само психолог и дефектолог. Значи, вас Оптеретени со администрација. Значи, вас ви се потребни стручни луѓе. И доктор. Ја во моје време имаше стоматолог. Да, ма треба и доктор. Замислите, доктор немате во училиште. Булингот е сериозно навлезен во училиштево. Тоа е она што ние го гледаме е само малку од она што се случува надвор. Така е. Последниот случај во Корчагин со самоубиството, кој што некои се обидоа да го доведат во политичка конотација, па мораше да се извинуваат. Но и ние возрастните станавме Фејсбук на Фејсбук. Но не е проблем тој на Facebook што ќе напише детето го земел свидетелството и отиде се фрлал без при тоа да провери, па создава штука непотребна тензија. Тоа е несвесност што праќаш во етерот. Да, али тоа се интелектуалци, па родителот мора да реагира, па да каже, ве молам не го политизирате случајот. Но каде е психологот, каде е педагогот? Не говорам само за Корчагин, тоа е последниот случај.
Каде е на крајот од денот полицијата да дојде да го истражи случајот, да направи разговор со директор, со родител, и да соопшти на јавноста? Ние не сме свесни што се случува кога е булингот во прашање, а го има многу. Имавте девојчиња во Неготино, имавте во аеродром, имавте Па има на тоа кои што TikTokот се покажуваат секој на ден TikTokот да не какви говорам. Имавте уништувања, страшен булинг што јас ги познам, што не се пријавуваат, каде што Да. родителите мачат за да излезат на крај. И имате родител од другата страна кој што ќе ви каже па пуштите ги деца се нека си играат, меѓутоа не ја сваќаат суштината на проблемот. А сите сме дел од тоа, да. сите сме потребен е ние. широка Апсолутно. Да. Знаете како, Мишко, јас мислам дека ако ние, мислам дека се уште ја не се предавам, дека имаме време да го направиме тоа. Ако си поставиме приоритет кои 3 теми ќе ги таргетираме во основно и во средно образование, на што ќе се фокусираме, толку ни треба на нас. Образование, насилство што велите и да речеме професионална ориентација. Јас, например, тоа би го работела. Се со тоа, зошто психолозите и педагозите, кај ги има, например, кај нас имаше само педагог и дефектолог, и покрај се, не сакам сега да звучам, имам јас сведоци за сето тоа, значи ние сме правиле секојдневно анонимни истражувања, анкети на учениците да кажуваат дали трпат булинг од своите соучениците или од некој од наставниците. Имаме тоа, анализи, тоа се правеше. Меѓутоа, со текот на времето, вие имате, не само, постојано педагозите се едни обични архивари. Тие не си ја вршат својата работа. Тие се администратори. Тие мора да праќаат, денес им текнало во Министерството, у 12 ќе ви речат, во еден подхитно прати ми таа табела. Што да прави? Да ја пишува табелата и да ја достави до МОН затоа што ќе биде прозван училиште, зашто ќе биде прозван директорот или не знам кој. Значи, не даваме предност на приоритети или се правиме дека сме глуви. Значи, има милион начини на кои што можеме тоа да го правиме. Значи, ако малку и медиумите, многу повеќе се знаете, јас мислам дека и сето тоа што ни се случува и во образование е малку повеќе од сето она што се слуша на медиумите. Мислам, јас ги респектирам вас, мислам дека вие навистина таргетирате сепак посериозни теми од турски серии, не знам какви, да не речам, будалаштини, кои што делуваат, сакат или не сакат, знаете, делува тоа на детската психа. Слушате вие постојано децата кога слушаат дека овде сме најсиромашни, сме, значи, еве вака во една терминологија, најсиромашни, криминални, деструктивни, дека овој има корупција, дека страшна несреќа се случи. Овој убил, па не само што убил некој некого убил, него освен што го убил, туку и го спалил, па тоа така експлицитно се објавува во јавноста, што вие знаете што па не, јас не сакам да го гледам, го игнорирам. А замислете детето тоа. Јас што ми е работа па колку. Па верувајте ми, Мишко, точно тоа го правам, не сакам на телефонот кој ќе видам се, значи немате, значи 90% од сето она имате само негативни вести. Немаме добри приказни. Ако ние сите како општество малку се завртиме на добрите приказни, имаме и добри наставници, имаме и добри практики, имаме и добри деца, имаме и добри примери, да им дадеме простор на добрите нешта, да кажеме дека сепак во оваа држава ќе има некакви шансе за некаква добрина. Ако продолжиме вака и светот го представуваме цело време дека е едно апокалиптично место, дека утре се ќе се сруши, има војна таму. Знаете, во детските глави тоа значи немам излез, што да правам? Знаете, и целата таа фрустрација, пошто нема кој да го сослуша, зашто наставникот мора да си заврши со своето предавање, него ќе му почне часот, мора да биде точен, мора да запише, мора да заведе, мора да регистрира, мора да после тоа да сведе, па да пишува друга документација. Знаете, тоа е толку изгубено време, наместо да се потврди, да се седиме денеска цел да ни ќе разговараме. Еве, денес 7 часа, сите наставници да имаат задача, например, и да дискутираме што се случува на TikTok, зошто децата се поведени да прават такви предизвици. Еве еден разговор. Ништо нема да на децата ќе останат и научени и знаење многу повеќе отколку ова, затоа што ова ги убива. Ова ги убива. Ова ги убива. Кога ги отвориш темите, бидејќи во наше време, претпоставувам во ваше време, и кога разговаравме сега скоро за 8 септември, ти ќе бидеш модерен и фраер или фраерка или мангупка, ако бидеш одличен и при тоа одлично забавија. Ти денес ако си одличен, имаш такво шиканирање од друга страна те група подсмеваат, точно така. Те подсмеваат, што е поприлично малку изместено. Многу изместено. Никој не одеше кај нас, не дозволува беше да се разликува овој носел ваква брендирана роба, сите беа онака. Срамно беше да носиш, условно кажано, да бидеш брендирано. И на крајот па и тоа се почнува и од
семејно воспитување, од Апсолутно, дома се и е од тоа таму поврзано. почнуваме, Ме се е тоа разбирате. поврзано Се е и затоа поврзано, да. професори, наставници, социолози, психолози, од сите како беше тоа обиденете се, бидејќи ние од нас Точно така, треба да се- смешно, треба меѓутоа да е се сериозна обидени. работа Да, со да, булингот, да, мислам да. дека е пресериозна експлозија и булингот и ова со тиктокот е поприлично Да. загрижувачко. Тоа, знаете што е извртеното, што на таков начин, значи ние знаете како луѓето сакаат многу внимание. Тоа е општа психолошка карактеристика, сите сакаме внимание. Ако децата не добиваат доволно внимание дома, некој добиваат доволно вниманието, нели, па и некој ги потценува, ги омаловажува, им руши достоинство, ги критикува, булинг и така натаму, тие ќе се обидат на ваков начин да предизвикуваат внимание, кои што не се свесни за своите последици. Јас се сеќам во времето, ние кога бевме деца, се сеќам дека имаше, сега ова ме потсети на едно време кога во кисела вода имав една колешка, една пријателка која што зборуваше дека возрастните машки за се докажат колку се машки седеле на пругата и го чекале да помине возот. Ама знаете, тоа било друг тип на забава. Сепак е групна, луѓе се ќе реагирате. Ова е нешто Баш како ќе го слушнеш многу е Сме застрашувачко. правеле ние на Не? сувото на шина па тропа со кана за да слушнеш така. Ама дома сигурно сте близина. стимале контрола, каде сте, што сте. Не сме легнувале за кој прв ќе стигне автомобилот да го згази, туку сме правеле некои игри без граници со вода, нешто сме Што биле трчале. мотивирачки во Широка, смисол да те тера да се надпреваруваш И или некој да... родителот бил безгрижен, знаел каде си на Така е, улица, така веќе е, се е така. безбедно и мислам А дека групно треба сме играле, ако родителите биле доле. Ако сакаме држава, дефинитивно треба да почнеме од образованието, таму да почнеме да се средуваме. Благодарам што бевте гостинка во студио 10, пак ќе ве повикам бидејќи ова се многу теми на кои што само да зборувавме за булингот, можевме комотно еден час да разговараме. Јас ви благодарам и само би сакала ова да кажам, јас навистина би сакала моите колеги наставниците да бидат погласни во споделувањето на своите предизвици со кои што се соочуваат, гласно да ги зборуваат за да може да се надминат. Благодарам. Наде Молировиќ, просветен работник, гостинка во студио 10.